Здраво и живо, брати и сестри, рибарска фамилија. Традиционално веќе на секоја тема актуелна следува и втор дел, со напомену сам старт да очекувано беше ќе се јавуваат буквалисти да кажуваат без да видеото број 1 го изслушаат дека рибите кај нас ги има, пливаат и со своите трофеи се пофалуваат, но говорам за тоа дека е така веќе деценија две и повторно да не ме земете буквалистички со периода временски, негде покасно, негде порано, но темата и поентата е зашто ги нема одавно од памтиве, како што е насекаде тоа околу нашиве води, околу нашиве територии, кај сите соседни држави, што ги имало од секојаш и пливале по природен тек, а кај нас све тоа било водено од ентузијасти, од акции герилски, од шверцање преку граници и своеволно порибување акумулации, што знаеме воедно и дека е казниво и забрането. Па затоа и никој не се ни фали и снима која порибува, водено тоа дека може да на доброто да му се врати со казна и да го јаде дебелиот крај од тоа што сакал да направи една за сите добра агенда. Па така да, еве штуката како прва ќе ја земеме за пример и од прошлото видео, од најодамна е порибена кај нас и веќе резултатите и плодовите ги береме, да без малку веќе капитални примероци колегите вадат, објавуваат, пофалуваат и успешно се мрести, но кај неа им е најголем оној феномен да буквално ја имавме до работ на нашите граници како риба која плива насекаде околу нас, бевме обколени со штуката во сите држави, да најблиску што имавме у наша територија беше река на Струмешница, ако добро мислам да не сум во грешка и заблуда, која беше секако по границата, се граничеше мислам со Бугарија, со Грција, пак нешто што е на ивица од наша територија, но подлабоко наваму кон средина, скоро никаде ја нема, ни ја има. Тука беа битолчаните први кои ја расеа нели во Тулана, во Црна, и таму ја има и од најнаодамна како моја статистика кажува, па и се поред така натака во делот на Струмица, Гевгелија, натака колегите беа најзаслужни што ја има во Источна Македонија, да буквално сеа во секоја една вода ја посеа, ја размножија, ја пуштија да плива и може да се рече дека успешно ја има. Но еве другиве риби, пак идеме наред со редослед како во претходното видео, све исто. Буцовот еве ќе го земеме. Бугарија нема вода каде буцов не се риболови успешно, мерак се тера. Они мислам го викаат АСП, АСП, така некако е мислам и на англиски неговиот назив. Примероци огромни, Србија исто, до наша граница скоро, Јужни Морави, Тужни Морави, Мали Морави, Големи Морави, секакви води кои се во наша близина, Врање, Лесковац и надале. Не сум сега точно вичен да можам да ги редам по географски како се положби, но знам дека се во непосредна наша близина, тако речи на 10 километри воздушна далина веше го има и се риболови во капитални примероци, гледам по интернет и по 4 кила 5 комади буцови се вади, кај нас го нема никаде ниту за лек. Девериката исто една риба, број 1 такмичарат за сите пливкари, најомилена, да ја претходно како знам имаше една легенда дека била некојаш порибена во пчиња, но дали рибарите со несовесно однесување и тоа малку што било пуштено го изловиле, кој намерно, кој ненамерно мислејќи дека попадика вади, па по таа и логика си ја зимал со себе, не препознавајќи, не давајќи на значај дека може би е деверика, кога не очекуваш дека таму ја има да плива и не се ни загледуваш ако се земе во обзир дека се скоро идентични, додека се во некоја мала големина, да нема некоја баш разлика помеѓу тие две риби, додека не пораснат, па еднава да остане во своја димензија до кило
кило и пол максимума, другава ја прешиба и тера до 5 кила, како читаме во објавиве и 6 и 7 еве пишува дека може да порасне. Така наречената слонов уво, моја една од омилени риби за напливка, а и воопшто за сите пливкари, но овдека смеускратени. Грција исто има во изобилство и секаде околу нас, да ми е мене тој феномен еден огромен, да буквално сме само ние овдека во средина, како заробени, како некоја да има невидлива граница која рибиве ги блокира, а на секаде околу нас да, како велам, по природен тек од памти век тие пливаат, се размножуваат и виреат. А кај нас и тоа некојаш малку што ќе се пориви, како што е пример еве со смуџот на Велешко езеро, кој единствено таму е заживеан и вирее, и може да се каже дека веќе успешно го има да се изловува, но во претходното видео не ќе да потенцирам, за да не се удри агенда и да се истребува, пошто на оправдание дека веќе го има у некоја вода, сите ќе се вадат на тоа и ќе го зимаат со себе дома, со што нанесуваат огромна штета по една риба која имаме буквално само во една акумулација и никаде наоколу ја нема да плива оваа прекрасна риба граблива. И младицата за која, ако е вистина легендата која кружи и се пренесува по генерации дека сме ја имале во наши акумулации, во сливот на Дрим, во Радика, Деварско и така натака, да сме успеале една ваква риба да истребиме, ќе бидеме први на планетава кои таа моќ ја имаме, да нешто што од Бога е дадено да се размножува во милионски примероци, да ние успееме да го сотреме, тогаш сме на прво место и не заслужуваме можеби и овие прекрасни риби да и воопшто кај нас ги имаме, со оглед како се однесуваме, ги злоупотребуваме и тероризираме. Па така да, драги мои, повторно апелирам, сите овие видови кои ќе ги риболовите и уловите кај нас, враќајте ги, зашто некој просел крв, ризик, мака, пот, се тресел, се својот мерак запоставувал за да шверцува, да пренесува, да транспортира, соодветно во садови, водени, воздух да складира, све професионално да реализира, да успешно ги пренесе живи и да ги пориби, за денес ти да уживаш и со неја се фалиш, рекламираш по интернет, социјалниве мрежи, ја споделуваш и ја утепуваш. Така да апелирам, враќајте ги назад, за да може да се измрестат успешно, да заживеат и конечно да ставиме крај на приказкиве дека само кај нас ги нема и дека само ние сме тие чирот на Балканов, што вакви феномени може да ни се случуваат у средина обколени со држави каде во изобилство рибиве пливаат, а кај нас до пред некое време за лек да ги неаме, да ги уживаме и во нив да се рекреираме. Па се надевам, потенцирав и акцентирав да замолувам буквалисти да на страна ги тргнат своите его размислување и одма со слики бусање и пофалување. Јасни ми се мене многу подобро од вас ситуациите на терен, ги пратам, ги архивирам, ги скенирам, па ве поздравувам, бистро посакувам до некое следно јавување. Ваш најверен рибар, Аки Рибар.